Неколку денови поред, најчестиот звук во Солун биле експлозиите на динамит предизвикани од солунските атентатори. Дипломатските представници во Солун ги известиле своите матични држави за случувањата во Македонија. Најмногу настрадал францускиот брод Гвадалкивир и Отоманската банка. Со материјална штета се здобиле повеќе локали и важни локации, а имало и неколку цивилни жртви. Солунските атентати успеале да го привлечат вниманието на Европа. Нападите врз нивниот капитал во Отоманската империја ги погодиле владите на овие држави. Демонстративно во солунските води се појавиле воени бродови од Австро-Унгарија, Италија и Германија. Отоманската империја успеала да ги смири странските фактори и бродовите се повлекле. Истовремено десетици, а можеби и стотици македонци биле убиени од гневното муслиманско население. Сепак, акцијата на храбрите македонци не го постигнала посакуваниот ефект. Иако Европа повторно се потсетила на нерешеното македонско прашање, реални промени немало. И егемиџии кои ги преживеале атентатите биле испратени во Фезан, Либија, да отслужат доживотна казна затвор. Властите почнале со масовно апсење низ цела Македонија. Имало преку 1000 затворени македонци. Името на егемиџиите останало како синоним за пожртвуваност, за идеја за отпор.